Dobro, kako ste? Da, super, odlično, hvala vam. Dan došli. Drago mi je da ste danas ovdje u Beogradu i ja sam razgovarali u Budimpešti, ministru i vašoj delegaciji. Razgovarali da ćemo pre svega industriju ubrzati. Mi smo posebno zahvalimo na svakoj vrsti pomoći koju ste nam dali kada ste na pres-konferenciju. Upravo je završen sastanak podpredstrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović. Hvala. Samo da vidimo, molim vas. Hvala. Hvala. Имав денеска задоволство и чест да бидам гостин во владата на Република Србија, каде имавме продуктивен состанок со министерката за транспорт и врски, господјата Зорана Михајловиќ. Разговаравме за инфраструктурните проекти кои што ги поврзуваат нашите две соседни земји. Тие инфраструктурни проекти се важни за животот на сите граѓани во нашите држави и ценам дека постигнавме договор прв во регионот за олеснување на сите постапки на пренос на роба и патници на граничните премини. Главно важно е да кажам дека најдовме разбирање да во рамките на нашата соработка воспоставиме една царинска испостава во Табановци, тоа е значи на граничниот премин помеѓу Македонија и Србија, на железничкиот премин, да таквата станица ја финансираме заеднички и при тоа побараме средства од Фондот за инвестиции на Западен Балкан, за што е веќе разговарано. Се договоривме таквиот проект да го почнеме што е можно побрзо во интересот на граѓаните на двете држави. Мислиме дека во 19-та година ќе можеме да почнеме веќе со градење. Морам да кажам дека министерката е многу оперативна и дека имаме заеднички, како да кажам, настап према проектите. Не интересира кога ќе почне градењето, а не кога ќе почне зборувањето за некој проект. Во таа смисла се договоривме да почнеме со операционализација на овој проект, односно со имплементација на истиот во 2019 година. Земавме обврска да двете влади се заложат тоа да биде направено што е можно побрзо. Исто така разговаравме за проектите на коридорот 10. Тие проекти во Република Македонија се веќе завршени и во делот на железницата и во делот на патничкиот сообраќај. Практично после крајот на април, кога ќе ја пуштиме последната делница во Македонија помеѓу Демир Капија и Смоквица, коридорот 10 ќе биде целосно покриен со автопат, па така граѓаните на Србија, кога ќе сакаат да одат во Грција, од Табановце, значи од граничниот премин, па до грчкиот граничен премин ќе можат да возат комплетно по автопат и на тој начин патот да го скратат и времето на поминување низ Република Македонија. Јас се надевам дека ќе има што повеќе српски граѓани кои што ќе поминуваат преку Македонија и ќе доаѓаат во Македонија. Се надевам на добра соработка со српската влада. Ние, како влада на Република Македонија, имаме интерес и желба да имаме што е можно повеќе соработка со српската влада и Србија како држава, бидејќи цениме дека регионалниот пристап на соработката е многу важен, а инфраструктурата во тоа е исклучително важна. Imali smo jedan operativan, efikasan danas sastanak. Oblast je naravno transport, infrastruktura, ali i oblast građevinarstva. Moram da vam kažem da zamenik premijera Makedonije i ja smo zaista se brzo odmah dogovorili i pokušali neke projekte koji su zajednički da ubrzamo. Konkretno govorimo o zajedničkom graničnom prelazu Tabanovci, koji je važan i za Makedoniju, ali i za Srbiju. Mi hoćemo da počnemo da ga gradimo što pre. Završava se projektno-tehnička kompletna dokumentacija, jedan deo je već gotov u toku ove godine i dogovorili smo se, bez obzira što su planovi, pošto to radimo delom i sa Evropskom unijom, bez obzira što su planovi da početak izgradnje bude 2020. godine, da pokušamo zajednički on i ja da koordiniramo i da to probamo da uradimo već, odnosno da počnemo da gradimo 2019. godine. Razgovarali smo, kao što je rekao zamenik premijera, ja ne bih pominjala o koridoru 10, o tome gde smo praktično danas i jedna i druga država kad govorimo o koridoru 10. Evo počinje još malo i turistička sezona. Drago mi je što je Makedonija, odnosno što završava svoju još jednu deonicu, te će tako kroz Makedoniju praktično biti kompletan koridor 10.
Još mi je draže što i kroz Srbiju se završava put kroz Grdeličku klisuru. Želim da vas izvestim da ćemo mi do turističke sezone imati završen put kroz Grdeličku klisuru, odnosno moći će se proći kroz Grdeličku klisuru, negde u punom profilu, negde dakle u poluprofilu. Na nama će da bude odluka da li želimo tako da pustimo saobraćaj ili ćemo sačekati još jedno mesec, dva, dok se kompletno, dakle do jeseni ne završi, ne bude sve u punom profilu. Ali to je ono što je za našu državu veoma važno. Velika zahvalnost između ostalog i zameniku premijera, ali isto tako i ministru. Mi smo danas 10. na svetu na Doing Business listi, zahvaljujući zajedničkom radu upravo sa Vladom Makedonije. Ono što je Makedonija uradila u oblasti elektronskih građevinskih dozvola, u oblasti katastra, iz te saradnje i iz razmene iskustava proizašli su delom i naši zakoni i mi danas zaista beležimo u tom smislu dobre rezultate. Dogovorili smo se takođe da ćemo intenzivirati našu saradnju. Ja mislim da postoji puno zajedničkih mogućih potencijalnih projekata, ali mislim da i moramo češće da se viđamo, kako eventualno i oni projekti koji se rade bismo zajednički prosto vodili računa o njima. Tako da, još jedan puta hvala. Naš sledeći sastanak će verovatno biti u Skoplju i verujem da do tada ćemo imati još neke dodatne informacije.